Основното училиште Крсте Мисирков одбележува 74 години од постоењето. По тој повод изминативе денови реализирани се повеќе активности, а денеска патрониот празник беше одбележан со свечена седница и културно-уметничка програма подготвена од учениците под менторство на наставниците. Ова година имаме многу повеќе активности во споредба со минатата година поради одредените мерки и имаме и поради ограничувањата што беа, така што имаме и класична приредба што се спроведуваше до пред 2 години, во која што учениците подготвуваат посебни културно-уметничка програма, многу надпревари по сите предмети од 1 до 9 оделение, во кој денеска дадовме дипломи на сите оние најуспешни наградени ученици, така што активностите се одвиваа веќе недела дена. Кулминација не е ова, да кажеме, како свечена седница на која ќе доделиме и плакети за оние што колеги што заминуваат во пензија или со 15 години стаж. Сега се е необично раздвижено и се е, да кажеме, во живо. Така и ова доаѓа изненадувачки, да кажеме, полно со енергија и да кажеме со радост на професорите и на учениците во соодветно на тоа како беше претходните 2 години и мислам дека ни годи такво освежување и да кажеме групирање или масовно прогласување на победници каде што има публика, каде што нормално секој ученик ќе му биде поддрагоцена награда да ја прими на таков начин, нели, отколку да биде тоа така на час кога ќе му даде само професор или да се дава приредба пред многу присутни, сигурно дека има многу возбуда, дека има и да кажеме гордост и задоволство на родителите, бидејќи приредба ќе се дава 2 пати, ќе има и родители да ги видат нивните деца, а и нормално сиот тој процес на подготвување за таа културно-уметничка програма представува нели задоволство и еден неизоставен дел од оној едукацијски процес каде што се работи и се работело и порано, што се вика на она целокупна наобразба на учениците. Пред спомен бистата на Крсте Мисирков во дворот на училиштето свежо цвеќе положија представници на училиштето, на општината и Советот на општина Куманово. Работи за македонското самостојување, шиканиран од соседите и несватен од своите. Моето потекло, загубата на моите родители, дадо строго определена суштина на моето јас. Јас, но во исто време непоставувам. Имам право да претендирам за повеќе или помалку пристоен, достоинствен живот.